Третиот извештај се однесува на периодот од 15 јуни до 15 октомври 2014 година. Да кажам дека покрај директното следење на предметите ни самите рочишта сме и во постојан контакт со апелациониот суд со цел да видиме дали си има изјаснето по некоја од наводите, односно од жалбените постапки. За жал, апелациониот суд можам да кажам дека споро е одлучува по овие предмети, не знам од која причина е тоа. Значи, мониторингот што го вршиме главно се фокусира на спроведувањето на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, постапувањето на судиите во постапките, потоа примената на меѓународните стандарди и принципи како што се Европската конвенција за човекови права, праксата од судот на Страсбург, како и исто така го следиме целокупното работење на судските служби. Во овој период, значи, на кој што се однесува и извештајот, завршени правосилно се завршени два предмети и тоа се предметите Сашо Мјалков против Јадранка Костова, Владо Апостолов и Игор Илиевски и предметот Топлификација против Роберт Поповски. Значи, од анализата на правосилната пресуда во случајот Мјалков Фокус може комотно да заклучиме дека постапувањето на судот е различно каде што се јавуваат функционери. Така во оваа пресуда може да видиме дека судот постапува различно во однос на другите, односно не го приметува, не го гледа јавниот интерес, потоа недоследно можам да кажам дека применува праксата на судот од Страсбург, како и при утврдувањето на надоместоците судот воопшто не водел сметка дека за вака утврдените надоместоци се предизвикува оладувачки ефект врз истражувачкото новинарство, како и врз слободата на изразување воопшто. Исто така од овој предмет може да видиме дека примената на Европската конвенција и праксата од Страсбург кој предвидува дека носителите на јавни функции може да треба да имаат повисок степен на толеранција во однос на критиките, тоа не е случај и кај нас. Па така оваа место предност да се даде на слободата на изразување, кај нас критиките кои се насочени кон функционерите од исходот на пресудата може да видиме дека примената на Европската конвенција и на праксата од Страсбург е недоследна, па така повеќе се штита чест и угледот на функционерите наспроти слободата на изразување. Понатаму, иако судот може слободно кажеме дека во главно се придржува до членот 6 од Европската конвенција за човекови права, кој предвидува право на правична судска постапка, тоа не е случај во предметите каде што се јавуваат функционери. Така судот во овие предмети им дава еден вид на повластување на овие постапки каде што се јавуваат функционерите. Како илустрација може да кажеме на пример двете пресуди што ги имаме анализирано, кои се донесени од ист судија и потврдени како што кажа Саше од ист апелационен совет. Значи, едната пресуда, тоест пресудата Роберт Поповски, Топлификација против Роберт Поповски, слободно можеме кажеме дека представува добра одлука на судот со која може да се воспостави одлична пракса во Република Македонија. Така таму е доследно е примената и Европската конвенција за човекови права и праксата на Страсбург, како и нашиот закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Меѓутоа во другиот случај Мјалков против Фокус е сосем нешто спротивно. Тука судијата значи не го гледа јавниот интерес, надоместоците се високи и со ваквите пресуди, значи имаме фактички се овозможува во Македонија да се створи тој оладувачки ефект врз истражувачкото новинарство, како и врз слободата на изразување воопшто.